Ако сакаме да бидеме совесни, да го дадеме нашиот придонес за заштита на здрава животна средина, тогаш треба да бидеме активни и во селектирањето и рециклирањето на отпад. Дали се зголемија навиките на граѓаните во земјава за селектирање и рециклирање на отпад, разговараме со мојот гостин Филип Ивановски, директор на Пакомак. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија и благодарам на вашата телевизија за континуираниот интерес за теми за екологијата. Така, кога станува збор за теми кои што се за општо добро, тогаш секогаш имаме простор и време да ги отвориме за нашите гледачи. Би сакала да ми одговорите на првото прашање кое што го поставив, се зголемија ли навиките на граѓаните во земјава за селектирање и рециклирање отпад? Па ние како Пакомак неколку години наназад правиме 5-6 години, значи наназад правиме истражувања за навиките на граѓаните да го селектираат отпадот и може да кажам дека ако пред 5-6 години околу 20% од граѓаните изјавувале дека секогаш или често го селектираат отпадот, сега во таа категорија негде доаѓаат околу 40 до 45, не ги знам точно бројките, проценти од граѓаните изјавуваат дека секогаш, често или најчесто дома го селектираат отпадот, што покажува одредено движење, позитивен тренд во навиките на граѓаните. И интересно е тоа што се помалку граѓани одговараат негативно дека никогаш не го селектираат отпадот од пакување. Мораме да сватиме дека ова е процес, градењето на навики е подолгорочен процес, менување на навиките посебно. Нам некако ни треба многу подолго време, но ајде да се надеваме дека ќе успееме. И на запад почнало пред 30 на години за да дојдат денеска до ова што е, и она што треба да го напоменаме дека треба да сватиме ние како граѓани дека управувањето со отпадот генерално не е ефтино. И ако сакаме правилно да го управуваме отпадот, треба некој тоа да го финансира. Во моментов тоа го финансира индустријата индиректно се финансира преку граѓаните, така да на крај треба да сватиме дека и комуналните сметки и она што го плаќаме преку производите ќе бидат повисоки за да имаме чиста животна средина. И сега ако говориме за подобрување на навиките за селектирање и рециклирање отпад, треба да говориме и за услови за да го направиме тоа. Какви услови се потребни, дали ги имаме во земјава за да можат нели граѓаните да го практикуваат? За жал во Македонија се уште во одредени места нема доволно контейнери за општ смет собирање, а да не збориме за контейнери за селекција на отпадот, но се менуваат работите исто во последниве години. Да речеме, Македонија има околу, според наши проценки, околу 10.000 контейнери низ целата земја за отпад. Генерално, ние како Пакомак имаме поставено некаде околу 3.000 контейнери изминативе години за селекција на отпад, плюс канти во индивидуални објекти, плюс во ресторани и кафичи и хотели каде што го собираме стаклото. Нема доволно инфраструктура колку што треба. Ние стремиме да постигнеме некој норматив од 3 контейнери за хартија, пластика и за стакло на 1000 жители, што значи дека би требало Македонија да имаме негде околу 5 и да дојдеме до бројка околу 5 до 6000 контейнери само за селекција на отпадот. И работиме на тоа и пак ќе кажам, за да имаме толку контейнери треба пари за кои ќе се купат. Но тоа полека се движи напред. Добрата работа е што Министерството за животна средина оваа година мислам дека планира од парите собрани од кесите, од пластичните кеси, изминативе година дена веќе ќе бидат, да ги инвестира во контейнери за селекција и да ги подели по општините, така да имаме квантен скок, би рекол, во бројот на контейнери за селекција. Значи, процесот би одел вака. Граѓаните дома во домашни услови прават селектирање на отпадот и таквиот селектиран отпад го оставаат во соодветни контейнери за да понатаму институциите си ја завршат својата работа. Звучи многу едноставно. Звучи едноставно и тоа е најлесно да кажам. За ништо не бара екстра напор од граѓаните, да го фрлат во посебни контейнери, во таа примарна селекција, потоа доаѓаат или комунална хигиена во соодветната општина, или некој партнер на Пакомак кој што ги подига тие контейнери одделно и ги носи на секундарна селекција. Пакомак е најголем колективен постапувач со отпад од пакување во земјава. И сега би сакал да ве прашам дали Пакомак се вклопува во концептот циркуларна економија. Да ни објасните за што станува збор. Да, Пакомак е најголем и прв колективен постапувач во земјата. Во меѓувреме се појави и други за отпад од пакување, за електронски отпад, за батерии и така натаму.
Циркуларната економија е концепт кој често го слушаме и ќе го слушаме веројатно и наредните децении, не години, кој подразбира пред се намалување на количеството на отпад што го создаваме, а тоа што го создаваме треба да го селектираме и повторно рециклираме или реупотребиме. Има неколку концепти, односно бизнес модели на циркуларната економија. Еден е да кажеме да се произведуваат производи што подолго траат. Да речеме сега, ако купите фрижидерина да трае 7 години да се расипе, да трае 20 Порано беше години. така. Порано беше, еден од тие модели беше применуван и порано, да користите јавен превоз, да не купувате возила, или ако купите возила, не да купите само за вашето семејство, туку да речеме 5-6 семејства да го делат возилото, па закажувате кога ќе го користите вие, кога некој друг. Најлесен бизнес модел, односно најприменлив. Сите овие другите зависат од некоја, да речеме, државна стратегија, политика и најлесен концепт што можеме ние како граѓани да го примениме и да придонесеме кон циркуларна економија е токму селекцијата на отпадот и рециклирањето. Тоа не зависи ниту од државата, ниту од некои фактори на кои не може да влијаеме, зависи лично од нас. Значи, со наш пример, ако земеме да го фрлиме шишото кај што треба, ние да речеме како пакома почнавме да поставуваме веќе и повратни вендинг машини во супермаркетите, каде што граѓаните кои ќе вратат лименка или пластично шише, добиваат назад еден зелен поен, кој потоа може да го конвертираат во ваучер. Се тоа електронски, дигитално, значи без отпад, да платат на касата за сега во Веру и Тинекс. Планираме да се прошириме низ целата држава, така да ќе создаваме ни услови за граѓаните да селектираат. И кажувам, циркуларната економија ќе трае, тоа е транзиција што ќе трае веројатно 20 на 30 години, но наједноставно за граѓаните да придонесат кон таа циркуларна економија е да го селектираат отпадот и потоа тој дојде на рециклирање. Клучниот момент за подигнување на свесноста за селектирање и рециклирање отпад би рекла дека е ако постојано си даваме одговор на прашањето кои се придобивките од рециклирањето, а тие се навистина многу големи. Ние пробуваме да ги потенцираме цело време придобивките од рециклирањето, дури и негативните страни, ако не го фрлите шишето, стаклото и така натаму правилно, дека се разградува 500 години, дека тоа потоа ни се враќа на трпезата преку тие ситни честички што влегуваат во синџирот. Неискрена, а бенефитите се штеди енергија, што е денеска многу актуелно, се штедат природни ресурси, бидејќи наместо да црпите нови ресурси, вие ги користите постојните ресурси, само ги трансформирате. И исто голем бенефит е што не ги полните депониите со отпад што има вредност, а вие го затрупувате и станува потенцијална еколошка бомба, се гори, тоа го загадува воздухот, почвата, водите и така натаму. Покрај тоа да не ги полниме депониите, да имаме и чисти улици, да немаме фрлени амбалажи низ улиците, онаму каде што се движиме и да фрлиме било што кај што ќе ни текне, ниту пак да имаме отпад околу контейнерите, тие треба да бидат во контейнерите. Споменавте на почеток дека инфраструктура е неопходна и се согласувам дека е неопходна, но ние да речеме на почетокот мислевме дека што му поставите инфраструктура, бидејќи ние имаме градови кај што е покриена по контейнери, 3 контейнери на 1000 жители, но и таму не функционира и свативме дека не е само да поставите контейнери или канти, туку треба да работиме многу поинтензивно на јавната свест кај граѓаните, бидејќи имате граѓани кои се уште за жал, кои тука има кантата, нив е многу нормално да го фрлат отпадот на земја, и не само во урбани средини, дури и во природа. И тоа е визуелно највеќе се приметува. Кога сме кај јавната свест, јас би рекла дека посебен акцент треба да се даде кај младите, за младите, затоа што би требало да имаме генерации, да израснеме генерации кои ќе активно ќе учат дека отпадот може повеќе пати да се рециклира и секако да добие нова вредност, да се искористи. Да, новите генерации за среќа стануваат еколошки поосвестени, но за жал не сваќаат дека почнува од нив. Сите сакаат животна, зелена природа, чиста животна средина, но не сите се подготвени да направат, да излезат од својата комфортна зона, би рекол, и да ги сменат навиките. Како се справуваат не само со отпадот, туку и со многу други делови од животот. Ние работиме на младите, сваќаме дека тие се тие што најлесно ќе ги стекнат новите навики, посебно децата од градинки, основно училиште. Морам да кажам дека популацијата
средно школа, почеток на средно школа генерално, тука се најмалку внимаваат на животната средина, бидејќи нели тоа е период кога се во пубертет и има други интереси, но веќе во факултетските денови после 20-та година повторно почнува да се грижат повеќе за околината во која живеат и треба, како што кажав и на почеток, континуирано да се работи на тоа. Значи од градинка, потоа кога ќе дојдат како возрастни на работно место и вие ако им садите на уште како деца навики дека треба да го селектираат отпадот, тоа исто како миење зави, миење раци и така натаму, тие луѓе утре кои ќе бидат одговорни личности во општеството, на некоја институција или на некоја голема компанија, тие тоа свое домашно воспитување би рекол би го примениле и таму и така постепено ќе се реши работата, бидејќи на крајот на криштата институциите и компаниите се луѓето кои работат во нивните навики и вредности. Така, кога креираме нови навики, создаваме, нели, се унапредуваме, нели, во рамките на развојот на општеството, секогаш користиме искуство од развиените земји, земјите кај кои што тоа веќе функционира успешно. Колку успевате да ги искористите тие искуства и колку ги применуваме кај нас во земјава? Пакомак е членка на две најголеми меѓународни организации, европски. Едната е Pro-Europe, каде што членуваат најголемите компании од сите земји во Европа. Другата е Експра, двете се со седиште во Брисел и имаме можност неколку пати годишно да се состанеме и разменуваме искуства со другите земји. Она што е има земји кои се многу понапред од нас и морам да кажам дека се многу понапред од нас затоа што многу повеќе вложуваат и затоа што постои освен позитивна стимулација на граѓаните да селектираат, има и реперкусии доколку тоа не го прават, значи има казни. Так. Кај нас тоа се уште не постои и не е популарно нели да се казнуваат луѓето што не па соодветно однесување. Сега би рекле граѓаните, ама уште ли казни? И за ова ли? Не сме ние за одма да се казнува, но треба полека граѓаните, бидејќи дефинитивно ниту Швајцарија, ниту Германија не станале такви без такви казни. Знаат нашите почитување на норми и правила. Нашите граѓани знаат што живеат таму, дали може така да го одлагаат отпадот како што сакаат или не. Тоа е едната работа што се разликува и втора работа е што ние применуваме максимално све што мислиме дека од тој контекст таму може да се примени во овој контекст овде и тоа затоа влеговме, ви кажав, и во делот на вендинг машини, бидејќи на крајот на криштата граѓаните што селектираат и го рециклираат отпадот, сакаме да ги наградиме на некој начин. Најдобар начин е ова што го правиме сега, секој што ќе го врати шишето или менката да добие одредена финансиска стимулација, која сега во моментов можеби не е толку голема, еден поен е пола денар, но работиме на тоа да се зголеми фондот за стимулација на граѓаните, бидејќи во моментов тоа го правиме само од нашиот фонд. На крајот од нашиот разговор ќе заклучиме дека селектирањето и рециклирањето на отпадот и грижата пред се за животната средина во која што живееме почнува од секој од нас. Точно. Значи тоа сакав да кажам. Така дека, и затоа и можност еве за една порака до нашите гледачи. Да, можеме ние да се жалиме дека нема контењери, дека можеби нема одма блиску до нас, има негде подалеку. Има граѓани што не им е тешко да стават кесичката во својот автомобил или на точак или пешки да отидат до контењерот и да фрлат. Значи секогаш почнува од нас. Секоја промена почнува од нас и мислам дека тоа треба да биде финална порака од ова, дека од нас зависи колку ќе биде чиста животната средина и да пробаме да влијаеме на тие околу нас. Морам да ве прашам, кога рековте за влијанието на луѓето околу нас, дали вие дома селектирате отпад? Да. Дали имате услови во средината во која што живеете? Дали има контейнери за нели оставање селектираниот отпад и успевате ли да влијаете врз луѓето околу вас? Па дома ние селектираме отпад долги години наназад. Пластичните шишиња сега ги користам машините кои ги има веро, иначе има контењери, сега од центар е релативно покриена. Хартијата ја носам, имаме собирен пук на работа, тука ја селектираме и секаде каде што движиме, да кажеме, кога ќе видиме дека некој сака да го фрли шишето, лименката, или негде на несоодветно место, реагирам и некојаш ќе си ги земам со себе, да речеме на гости или на излет или така натаму. Одличен пример за совесно однесување. Па секој од нас значи треба да биде change agent или агент на промена на однесувањето на другите. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, ми беше задоволство.
реализиравме одлична тема, убав разговор и сигурно сум дека успеавме да допреме до нашите гледачи, да дадеме повеќе информации на темата. Се надевам, ви благодарам уште еднашка на поканата и секогаш сме тука да споделиме што треба.